Почитувани съветници, я отварям 13-та седмица на соят на община Струмица. На 13-та седмица на соят отсутствува съветниците Атиче Мемедова, Ели Панова и Митко Дарушанов. Со тоа констатирам дека сојот може полноправно да работи и одлучува. Покрај членовете на сојотот на седницата присуствуваат градоначалникот на општина Струмица Коста Јаневски, известителите по точките од дневниот ред, представници на општинската администрација и представници на средствата за јавно информирање. Почитувани советници, со длабоко жалење и неизмерно чувство на тага ја прими веста за ненајдената и прерана смрт на нашиот сограѓанин Горан Панов, сопруг на нашата колешка Ели Панова. Во овие исклучително тешки моменти за колешката Ели Панова и незиното семејство, од името на членовите на Советот на општина Струмица и од моје лично име упатувам изрази на длабоко и искрено сочувство. Ве повикувам со едноминутно молчење да му дадеме почит. Почитувани съветници, давам 5 минути пауза. Да сте два од деловникот на почетокот на седницата на расправа ги давам записниците од 11-та и 12-та седница на сојотот на општина Струмица. Прво отварам претрес по записникот од 11-та седница на сојот на општина Струмица. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и записникот го ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спреденото гласање констатирам дека сојотот со 13 гласа за, без нито еден против, без нито еден воздржан, усвои записник 11-та седница на сојот на општина Струмица од 12 јуни 2018 година. Отварам претрес по записник од 12-та седница на сојот на општина Струмица од 12 јули 2018 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и записникот го ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спреденото гласање констатирам дека сојотот со 13 гласа за, без нито еден против, без нито еден воздржан, го усвои записник од 12-та седница на сојотот на општина Струмица од 12 јули 2018 година. Почитувани советници, за 13-та седница на сојот на општина Струмица го предлагам дневниот ред, што ви е доставен со решението за свикување на седницата. Воедно предлагам точките со реден број 15, 16, 17, наместо предлог програма за изведување на спортска сала во Основното општинско училиште Никола Вапцаров Струмица, предлог програма за изведување на спортска сала во Основно општинско училиште Сандов Масев Струмица и предлог програма за изведување на спортска сала во Основното општинско училиште Маршал Тито Муртино. Да гласат предлог одлука за донесување на програмата за изградба на спортска сала и затворен базен во Основното општинско училиште Никола Вапцаров Струмица, предлог одлука за донесување на програма за изградба на спортска сала во Основното општинско училиште Сандо Масев Струмица и предлог одлука за донесување на програмата за изградба на спортска сала во Основното општинско училиште Маршал Тито Муртино. Исто така предлагам
Дневниот ред да се дополни со точка 18, предлог одлука за прифаќање на донација за изградба и поставување на летниковец и точка 19, предлог програма за измена на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачје на општина Струмица за 2018 година. Предлогот го ставам на гласње. Кој е за? Кој е против? Дали им воздржани? Врз основа на спроведеното гласње, констатирам дека Советот со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан, донесе заклучок под 1 точка со реден број 15, 16 и 17, наместо предлог програма за изведување на спортска сала во основното општинско училиште Никола Вапцаров Струмица, предлог програма за изведување на спортска сала во основното општинско училиште Сандов Масов Струмица и предлог програма за изведување на спортска сала во општинското основно училиште Маршал Тито Муртено да гласат: предлог одлука за донесување на програма за изградба на спортска сала и затворен базен во основното општинско училиште Никола Вапцаров Струмица, предлог одлука за донесување на програма за изградба на спортска сала во основното општинско училиште Сандов Масов Струмица и предлог одлука за донесување на програма за изградба на спортска сала во основното општинско училиште Маршал Тито Муртено. Под 2. Дневниот ред се дополнува со точка 18, предлог одлука за прифаќање на донација за изградба и постановување на летниковец и точка 19, предлог програма за измени на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачје на општина Струмица за 2018 година. Дали некој бара збор по предложение од дневен ред и прифатените измени и дополнувања? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предложение од дневен ред со прифатените измени и дополнувања го ставам на гласње. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласње, констатирам дека Советот со 14 гласа за, без нитен еден против, без нитен воздржан, го усвои следниот дневен ред. Точка 1. Информации за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачје на општина Струмица за периодот од 1.1.2018 година до 30.6.2018 година. Под број 2. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2018 година. 3. Извештај од процена на штета од природна непогода од град дожд и ветер од 7 јули 2018 година. 4. Предлог одлука за определување на места за истакнување на плакати за референдум 2018 во општина Струмица. 5. Предлог одлука за давање согласна за вклучување на општина Струмица во основање на бизнес иновацијски центар во Струмица. 6. Предлог одлука за утврдување на приоритетен проект за подобрување на квалитетот на животот во руралните средини, фекален канализационен систем во населено место Велюса. 7. Предлог одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за реализација на фекален канализационен систем во населено место Велюса. 8. Предлог одлука за утврдување на приоритетен проект за подобрување на квалитетот на животот во рурални средини, до уредување и реконструкција на пристапна пешачка патека до Габровски водопади. 9. Предлог одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за реализација на проект до уредување на и реконструкција на пристапна пешачка патека до Габровски водопади. 10. Предлог одлука за утврдување на приоритетен проект за подобрување на квалитетот на живот во рурални средини за изведба на улица со шеталиште во населено место Градско Баловци. 11. Предлог одлука за давање согласност за намената на инвестиција за изведба на улица со шеталиште во населено место Градско Баловци. И 12. Извештај за работа на јавно предпријатие Паркираји Струмица за период 1.1.2018 до 30.6.2018. 13. Извештај за работењето на јавното предпријатие Струмица газ за првото полугодие од 1 до 6 месец 2018 година. 14. Предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градено земјиште на КП 3446
КП-447 и КП-448 Као Куклиш, Вонград. 15. Предлог одлука за денонсуване програма за изградба на спортска сала и затворен базен во Основното общо училище Никола Вапцаров, Струмица. 16. Предлог одлука за денонсуване на програма за изградба на спортска сала во Основното общо училище Сандо Масев, Струмица. 17. Предлог одлука за денонсуване на програма за изградба на спортска сала во Основното общо училище Маршал Тито, Муртино. 18. Предлог одлука за прифаќање на донација за изградба и поставување на летниковец. И 19. Предлог програма за измена на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2018 година. Почитувани советници, согласно член 84 став 2 од деловникот на Советот, предлагам по точки со сродни и меѓусебно поврзани содржини да се води заедничка расправа, и тоа: прво, предлагам заедничка расправа да се води по точките од реден број 6 до реден број 11, односно по предлог одлуките за утврдување приоритет и давање согласност за намената на инвестиции за подобрување на квалитетот на животот во рурални средини. Второ, предлагам заедничка расправа да се води по точки со реден број 15, 16 и 17, односно по предлог одлуката за донесување на програмата за изградба на спортска сала и затворен базен во Основното общо училище Никола Вапцаров, Струмица, и предлог одлуките за донесување на програмите за изградба на спортски сали во Основното общо училище Сандо Масев, Струмица, и Основното общо училище Маршал Тито, Муртино. Предлог го ставам на гласне. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Констатирам дека Советот со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан, донесе заклучок под број 1 заедничка расправа да се води по точките од реден број 6 до реден број 11, 2 заедничка расправа да се води со реден број 15, 16 и 17, 3 одлучување согласно деловникот одделно по секоја точка од дневниот ред. Преминуваме на работа по првата точка од дневниот ред. Информација за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Струмица за период од 1.1. до 36.2018 година. Информацијата беше на дневен ред на седница на Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита. Го повикувам председател на комисијата да поднесе извештај и даде прелог до Советот. Повелите. Почитуван градоначалник, почитувани присутни, почитувани медиуми, почитувани колеги, Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарна заштита на седницата што се одржа на 17. август 2018 година ја разгледа доставената информација за состојбата од јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Струмица за периодот од 1. јануари до 30. јуни 2018 година. По обемната расправа на комисијата, во која покрај членовите на комисијата учествуваше и известителот по точката на дневниот ред, односно командирот на полицијската станица од општа надлежност Струмица Трајко Чурлинов, се укажа на низа состојби кои го нарушуваат јавниот ред и мир, а посебно на безбедноста на сообраќајот на улиците и патиштата на подрачјето на општина Струмица, кои произлегуваат од непочитувањето на сообраќајните правила и прописи, посебно од младите моторциклисти, кои најчесто возат без кациги. Имајќи го тоа во предвид и дискусиите кои се водеа на седницата на комисијата, комисијата предлага од страна на надлежните органи да се преземат следните мерки. Итно зголемување на бројот на полицајци во полицијската станица од општа надлежност во Струмица со број на вработени согласно потребите, односно потребни се 140 вработени, а има само 66 вработени, со што ќе се возобноват и реонските пожарникари во општината. По 2, опремување на полицијската станица со потребните материјално-технички средства кои недостасуваат. По 3, поставување на систем на камери на сообраќајниците во општината за следење на сообраќајот,
со што ќе се придонесе за намалување на прекршоците од областа на сообраќајните правила и прописи. По 4. Во наредниот извештај да се даде информација за преземените превентивни мерки на полицијата за подобрување на јавната безбедност и безбедност во сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Струмица. Воедно, комисијата констатира дека безбедносната состојба на подрачјето на општината и покрај одредени зголемувања на одделни прекршоци, кои се детално опишани во извештајот, како што е во областа на јавниот ред и мир, е релативно добра и едногласно донесе заклучок со кој на Советот му предлагаме да ја усвои информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Струмица за периодот 1.1.–30.6.2018 година. Ви благодарам. Отварам претрес по информацијата и предлога од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и информацијата со предлог од комисијата ја ставам на гласник. Кој е за, кој е против, дали има воздржани? Врз основно спроведеното гласење, констатирам дека Советот со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан, донесе заклучок, се усвојува информацијата за состојбата на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Струмица за период 1.1. до 30.6.2018 година. Преминувам на работа по втората точка од дневен ред. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2018 година. Кварталниот извештај беше на дневен ред на седница на Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до Советот. Повелите. Благодарам, председателя. Почитувам градоначалник, почитувам председател и колеги членови на Советот, почитувани известители по точките од дневниот ред, представници на медиумите и останати присутни. Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој на седницата одржана на ден 21. август 2018 година го разгледа кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2018 година. Комисијата констатира дека од вкупно планираните приходи, кои се во износ од 1 милиарда 212 милиони 353 илјади и 375 денари, во буџетот за 2018 година реализирани се 448 милиони 416 илјади 194 денари, со што приходниот дел од буџетот е реализиран со 37%. Приходниот дел од основниот буџет на општината е реализиран со 32%, донациите со 19%, самофинансирачките активности со 19%, а наменските дотации се реализирани во целост, односно 49%. Во однос на вкупно планираните расходи во буџетот за 2018 година реализирани се вкупно оперативните расходи со 42% и реализирани капитални расходи од 19%. По разгледување на горе наведената точка, комисијата донесе заклучок со кој на Советот му предлага да го усвои кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2018 година. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по кварталниот извештај и предлогот од комисијата. Дали некој бара збор? Давам збор на гранчалник Костојански. Повелите. Благодарам, председателя. Почитувани присутни, за да се обезбеди транспарентност во извршувањето на буџетот на единиците за локална самоуправа со Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, во член 32 се предвидени периодични извештаи кои градоначалникот ги доставува до Советот на општината и Министерството за финансии во рок од 1 месец по завршувањето на кварталот. Ова е втор квартален извештај за 2018 година за извршување на буџетот на општина Струмица. Општинските буџетски корисници во рок од 15 дена по истекот на месецот до градоначалникот ги доставуваат месечните извештаи за извршување на нивните финансиски планови. Градоначалникот до Советот на општината ги доставува кварталните извештаи и тоа како К1 квартален извештај за извршување
извршената буџет на општината. К2 квартален извештај за достасани ненамирени обврски. К3 квартален извештај за задолжување на општината и јавните предпријатија формирани од општината. Во првите 6 месеци од 2018 година вкупните приходи во буџетот на општина Струмица планираните 1 милиарда 212 милиони 353 375 денари се реализирани 448 милиони 416 194 денари или 37%. Вкупните приходи ги сочинуваат основниот буџет кој е реализиран со 179 милиони 514 756 денари или 32% во однос на планираното. Ненаменските дотации кои се реализирани во износ од 240 милиони 707 148 денари или 49% од планираното. Само финансирачките активности реализирани во износ од 17 милиони 819 492 денари или 19% од планираното. Донациите кај кои реализираниот износ е 10 милиони 374 798 денари или 19 денари го кажавме. И во колоната кредити планираните 50 милиони денари се уште не се реализирани и во оваа колона реализацијата останува нула. Тоа се однесува до завршувањето на 6-тиот месец, разбија, бидејќи потоа има некои промени. Можем да коментирам дека овие бројки се релативно добри. Мислам дека општината стабилно ги извршува своите обврски. Мислам дека буџетот се реализира со една очекувана динамика. Секогаш се разбира тежнееме да оствариме што поголем процент во овие проценти. Меѓутоа, согледувајќи ги состојбите, компарирајќи ги со претходниот успешен период на нашата општина, можам да констатирам дека овие проценти се во рамките на очекуваното и во рамките на една пракса и претходна пракса. Можем да кажем дека споредувајќи со претходните 9-10 години кои ги анализиравме, оваа година е тука негде во тие рамки и можем да кажем дури и една од подобрите години во реализирањето до 6 месеци, така да мислам дека една, ако можем да кажем така, нема причина за загриженост, иако некои делови од капиталните инвестиции, капиталните реализации се можеме на пониско ниво, меѓутоа вкупно земено и основниот и вкупниот буџет се доста добри. Компарирано со претходните години, можем да кажем дека 2010 година и 2015 година се нешто подобри во овој минат период, што ни дава една причина за одредена сигурност и задоволство од она што досега е реализирано. Бевме до... Да, можем и по години, меѓутоа мислам дека тоа што јас го кажав е отприлика така, значи 37% за 6-месечен период е доста добар. Јас сега не би наблегувал по години, ги кажав 2010-2015 нешто подобри, другите се отприлика во вредностите кои што ги имаме и оваа година. Кај дотациите процентот на реализацијата е највисок, 49%, затоа што средствата од блок дотацијата за 2018, кои како месечен прилив на средства доаѓаат во колоната дотација и на буџетските корисници им се овозможува да ги користат во најголем дел за плата, а во многу помал дел за тековни трошци во 2018 година, максимално ги исцрпуваат и не им достасуваат во делот за тековно одржување да ги покријат сите потреби, вклучувајќи ги тука и за останатите обврски од 2017 година.
дефицит не се појавува во ниедна колона на крајот од вториот квартал, затоа што реализираните приходи се поголеми од реализираните расходи. Во однос на минатата година, процентот на реализација на вкупните приходи е помал за 1%, а кај основниот буџет процентот на реализација е ист како минатата година 32%, споредено со вториот квартал од 2017 година. По групи на приходи, процентот на реализација на приходите до 36.2018 година во основниот буџет се гледа од прегледот кој што верувам го имате. Од групата на приходи, даночни приходи, буџетот за 2018 година е предвиден за 392 милиона и 300 илјади денари, реализација на приходи 136 милиони 174 илјади 257 денари, или процент на реализација 34,71%. Во група на приходи, неданочни приходи, буџет за 2018 година е предвиден за 40 милиона 870 илјади 359 денари, реализација на приходи 3 милиони 10 илјади 856 денари, или 7,37%. Во групата на трансфери, буџетот за 2018 година е предвиден за 71 милион 844 илјади 920 денари, реализација на приходи 32 милиона 308 илјади 737 денари, или во проценти 44,97%. Во капитални приходи од 71 милион, реализација на приходи се 8 милиони и 20 илјади 906 денари, или 11,30%, или вкупно 576 милиони 15 илјади 279 денари, од кои се реализирани 179 милиони 514 илјади 756 денари, или 31,16%. Во однос на расходниот дел може да се каже дека вкупните оперативни расходи се реализирани со 42%, а капиталните расходи се реализирани со 19% во однос на планираните во буџетот за 2018 година. Образецот К1 е даден за секоја програма посебно, образецот К2 ги дава достасаните ненамирени обврски на општина Струмица, заклучно со 36.2018 година, кои во овој квартал известуваат 8 милиони 557 илјади 384 денари, како обврски до 30 дена 10 милиони 599 илјади 371 денар како обврски до 60 дена и 96 милиони 605 илјади 379 денари како обврски над 60 дена, а се однесуваат на капитални објекти. Образецот К3 и овој квартал го доставуваме до Советот на општина Струмица по добиените инструкции од Министерството за финансии и е со вредност од 0 денари. Ви благодарам. Благодарам, градоначалниче. Дали уште некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и кварталниот извештај со предлог од комисијата го ставам на гласање. Кој е за, кој е против, дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласање, констатирам дека Совет со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан, донесе заклучок, се усвојува кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2018 година. Преминува на работа по трета точка дневен ред. Извештај од процена на штета од природна непогода од град Дожд и ветар од 7 јули 2018 година. Извештајот е подготвен од Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи. Го повикувам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до Советот. Повелите. Благодарам. Комисијата за утврдување и процена на висината на штети настанете од природни непогоди и други несреќи го изготви извештајот за висината на штети од невремето, пороен дожд, град и силен ветер на 7.7.2018 година, што зафати дел од територијата на општина Струмица, а најмногу атарите на населените места Муртино, Сачево и Дабиле. Според информациите што ги добивме од Управата за хидрометеоролошки работи, во тој ден, во периодот од 13 до 14 часот,
за непълн час навърнале 33,7 литри дожд на метър квадратен. Още в теквата на следния ден от невремето, комисията излезе на терен да направи първична проценка на щетите. Констатирано беше дека станува збор за големи щети во земеделието и деловно на мал број градежни обекти и согласно Законот за заштита на испасување, според кој комисијата има надлежности, веднаш беа преземени соодветни мерки. Вкупно беа прибрани 358 барања за утврдување и процена на штети, од кои 244 се од населеното место Муртино, 61 од Сачево, 44 од Дабилја и вкупно 9 од останатите населени места во општина Струмица. Заради брзо и ефикасно извршување на законските утврдени задолженија, беа формирани 3 стручни подкомисии, од кои 2 за земеделие и 1 за градежништво, кои непосредно вршија процена на штетите на секоја земеделска парцела и градежен обект што беа пријавени како оштетени. Во извештајот што ви е доставен се наведени причините за настанување на штетите, резултатите од процена на штетите, како и предлог мерки за санирање и отстранување на последиците од природната непогода. Составен дел на извештајот се неколку табели каде што е даден збирен преглед на штети по видови средства и собственост, преглед на штети по дејности, преглед на штети по населени места и собственост, преглед на згради, станови, деловен простор и лица во оштетени и уништени станови, како и утврдени категории и цени за процена на штети. Во текот на финалната проверка на извештајот е констатирана техничка грешка и во делот на штети во земеделието, така што наместо 34.506.348 денари треба да стои 34.523.848 денари и во вкупен износ на штетите наместо 34.511.748 денари треба да стои 34.529.248 денари. Комисијата утврди и процени штети на земеделски површини од 102,6 хектари, каде што најмногу штета има утврдено на посевите со индустријска пиперка на отворено 54,8 хектари, како и засадена во фолии 7,3 хектари, при што има и уништено пластеници од силниот ветер. Оштетени посеви со пченка 13,1 хектар, пченица 14,4 хектари, како и штети на посеви со бостан, дини, зелка на отворено, модр патиџан, карфиол и други земеделски култури. Штете има и на долгогодишни насади, сливи, круши и лози. Согласно законската регулатива, откако Советот на општина Струмица ќе го усвои извештајот за штетите, истиот се доставува до Републичката комисија за процена на штети, па до Министерството за финансии, односно владата на Република Македонија, која одлучува со колку проценти од проценетата штета ќе биде извршено обештетувањето. Комисијата му предлага на Советот да го усвои извештајот со коригираната техничка грешка, како истиот би бил доставен до гореспоменатите државни органи. Благодарам. Благодарам. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и извештајот со предлогот од комисијата го ставам на гласење. Кој е за? Кој е против? Дали имам воздржани? Врз основа спреденото глас констатирам дека Советот со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе заклучок. Се усвојува извештајот од процена на штета од природна непогода од град дожд и ветер од 7 јули 2018 година. Премнувам на работа по 4 точка дневен ред. Предлог одлука за определување на места за истакнување плакати за референдум 2018 во општина Струмица. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на живата средина и природата. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до Советот. Повелите. Благодарам, председателя.
почитуван градоначалник, почитувани членове на Съвет от община Струмица, почитувани представници на медиумите, почитувани известители по точките от дневния ред, Комисията за урбанизъм, комунални дейности, защита на животната среда и природата. На седмицата ще се održi на 22 август 2018 година я разгледа предлог одлуката за определување на места за истакнување плакати за референдумот во 2018 година во општина Струмица. Комисијата констатира дека правен основ за донесување на оваа одлука е член 78 од Изборниот законник и со неа за поставување плакати за предстојниот референдум се определуваат следниве места. Под 1 на раскрсницата на булевар Гоце Делчев со улица Балканска, под 2 на улица Ленинова и тоа на просторот од Дом на пензионерите до раскрсницата со улица Цветан Димов и под 3 на улица Климент Охридски од пресекот на улица Братство и единство, односно до зградата на новата автобуска станица. Плакати во населените места може да се поставуваат и на објектите во собственост на општина Струмица, додека плакати може да се истакнуваат и на стамбени и други приватни објекти со претходна добиена согласност од собственикот на објектот. По завршената расправа, комисијата донесе заклучок со кој на Советот му предлага да донесе одлука за определување на места за истакнување плакати за референдум од 2018 година во општина Струмица. Ви благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог одлуката и предлогот од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог одлуката со предлогот од комисијата ставам на гласни. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спреденото гласење констатирам дека Советот со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за определување на места за истакнување плакати за референдум 2018 во општина Струмица. Преминуваме на работа по петта точка дневен ред. Предлог одлука за давање согласност за вклучување на општина Струмица во основа на бизнис иновацијски центар. Предлог одлуката беше на дневен ред на седницата на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и да даде предлог до Советот. Почитувани, Комисијата за финанси и буџет и локален економски развој на седницата одржана на ден 21.8.2018 година го разгледа предлог одлуката за давање согласност за вклучување на општина Струмица во основање на бизнис иновацијски центар во Струмица. Бизнис иновацијски центар се формира како непрофитна асоциација и нејзина цел ќе биде да нуди поддршка за новите претприемачи и новите компании во сите фази на нивното креирање и консолидација, но исто така ќе се даде и поддршка и на постојните иновативни мали и средни предпријатија кои сакаат да имплементираат иновативни решенија во нивните процеси на производство, управување и маркетинг. По гласувањето на горе наведената точка, комисијата донесе заклучок со кој на Советот му предлага да донесе одлука за давање согласност за вклучување на општина Струмица во основање на бизнис иновацијски центар. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог одлуката и предлог од комисијата. Дали некој бара збор? Или го повикам господ Никола Годев да не образложи предлогот. Благодарам, председателя. Почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани гости. Како што рече и председателот на комисијата, целта на бизнес иновацијскиот центар е спроведување на стратегиите на локалниот економски развој во општина Струмица. Именно на 27 јуни оваа година до градоначалникот беше доставена иницијатива од страна на представници на реалниот сектор во општината и истото беше дадена во секторот за локален економски развој на анализа. После сеопфатната анализа која што ја изготвивме, дадовме на градоначалникот позитивно мислење во врска со бизнес иновацијскиот центар како центар кој што ќе придонесе за целосен развој на територијата на општина Струмица, па и пошироко, со тоа што предлагаме да општината биде вклучена. Бизнес иновацијските центри, како што знаете и како што можете од материјалите да видите, се веќе постојат подолг временски период. Позната мрежа на бикови на територијата на Европа
и пошироко и функционираат на систем на мрежување со поддршка целосна на Европската унија. Идејата е да Струмица, како добро развиен крај во Република Македонија, изработи добра стратегија, да биде поддржана од европските фондови и да можат предпријатијата сами да најдат начин како да дојдат побрзо до средствата кои што им се потребни како за тековното, така и за наредното иновативно работење. Општината би била вклучена со времено давање на простор во просторот на касарната, односно објект број 4, и со можност истиот нормално после бизнес иновативниот центар да го надоградува и да го збогатува со сите потребни содржини. Тие содржини можат да опфаќаат делови од образовни институции, може да опфатат било какви други лаборатории и се она што му е потребно како на земјоделецот, така и на другите предпријатија, трговски друштва и производствени капацитети на територија на Струмица. Сметам дека идејата е добра, иновативна и ќе придонесе за побрз економски развој на целиот крај. Младите нема, се надевам, после профункционирањето во вистинска смисла на бикот, да имаат, ќе најдат место каде ќе можат да ги спроведуваат своите иновативни идеи и за кои што ќе можат да добиваат одредена помош од центарот. Идејата на центарот е да ги развива и стартап бизнисите. Стартап бизнисите, знаете, се еден вид иднина во Европската унија. Со самата покана за членство на Македонија, јас мислам дека ќе бидеме малку понапред за разлика од сите други општини и ќе можеме многу по-спремно да одговориме на таа задача. Самата општина не може без јавниот сектор да ги спроведува сите своји политики, без приватниот сектор да ги спроведува сите своји политики, меѓутоа бизнес иновацијскиот центар, кој што ќе биде јавно-приватно партнерство, во кое што членува како јавниот сектор, така и приватниот, се разбира јавниот со многу помал учинок, за да не се иновативниот и бизнис пристап да не се нарушат. Мислам дека ќе направиме една добра работа, само да, што се вика, да течат работиви со политичките движења во државата кој што треба. Меѓутоа, како и да е, ќе биде добро и за стопанството. Разговаравме и анализиравме повеќе стопанственици, запознаени се на некој начин и мислам дека со отпочнувањето со работа ќе имаме и поголем интерес да се вклучат и повеќе компании. Во бизнес иновативните центри е предвидено да бидат вклучени и образовните институции на било кое ниво, како и основно, средно училиште, па и универзитетите во Република Македонија. До минатата недела беа доставени писма со поддршка од страна на Универзитетот Гоце Делчев и од страна на Универзитетот Свети Кирил и Методи, поточно Машинскиот факултет, кои даваат целосна поддршка на формирањето на бизнес центарот и даваат и пројавуваат интерес да во наредниот период се вклучат и како стратешки партнери и како придружни членови, пошто бизнес иновативниот центар во себе може после како придружни членови да прима повеќе заинтересирани субјекти. Овој интерес кај академската заедница ми дава за право да сметам дека сме на вистинскиот пат и во секој случај ќе направиме една добра новина, што би рекол градоначалникот, да ги освежиме малку локалните економски текови во Струмица. Јас ви благодарам, стојам на располагање за дополнителни прашања. Или да седнам, ако има некој нешто да пита. Да, дали некој има нешто да го праша господин Годев? Но гранчалник Остријански, повелите. Добре, јас накратко само би сакал еден сублимат на она што веќе раководителот на сектор за локален економски развој го каже. Ова е една нова идеја во која ние како општина Струмица гледаме една нова надеж за развивање за економски развиток на општина Струмица. Тоа е еден нов концепт, добро етаблиран во европските држави, концепт кој се надеваме има голем потенцијал и кој ќе ни овозможи пред се пристап до европските фондови, се разбира врз база на добро издржани програми и иницијативи,
представува еден спој на потребите на реалниот сектор, на науката, на научната иницијатива, на научниот потенцијал, на младите перспективни луѓе и од одредени професии. Сето тоа концепирано во еден таков бизнис иновативен центар во кој што младите луѓе, младите стручњаци, младите професионалци од секаков калибар ќе имат можност да ги презентираат своите интелектуални потенцијали во смисла на иновации, на некои нови предлози, на предлози кои што ќе бидат компатибилни или во склад со потребите на реалниот сектор, кои ќе овозможат поголема продуктивност на реалниот сектор и врз база на така добиени некои согледувања можни се апликации до европските фондови кои што стојат отворени за апликација и врз база на квалитетни проекти нудат еден навистина огромен потенцијал, големи суми на кои што ние амбициозно сакаме да им пристапиме и сакаме да со нашиот потенцијал, со нашата можност, со нашата визија да заграбиме шо поголем дел од тие европски фондови. Општината со задоволство ги поддржува таквите проекти, таквите идеи. Научната јавност, како што гледаме, е заинтересирана, универзитетите се заинтересирани, бидејќи и тие треба да бидат едни од формирачите или учесниците во формирањето на вакви центри, што посебно радува. Значи, тој спој на науката, на праксата, на потребите на реалниот сектор би требало да вродат со плод. Јас лично верувам дека овој проект има голем потенцијал. Се надевам дека ќе го формираме, ќе го издржиме во најдобар, најпрофесионален начин. До толку повеќе што општина Струмица, како и секогаш и сега, не застанува само во сферата на урбанизмот, на инфраструктурата, на комуналните дејности, туку согласно и нашите стратегии за локален економски развој или поттикнување или поддршка на локалниот економски развој, точно стои за вакви проекти и во таа смисла јас со задоволство го поддржувам овој проект. Реалниот сектор е заинтересиран и тие се дел од формирачите на овој бизнис иновативен центар. Значи повеќе сектори, повеќе области, повеќе сфери учествуваат во неговото формирање. Така да мислам дека ова ќе биде една добра визија за развитокот и се надевам дека сите потенцијали кои што ги нуди овој бизнис иновативен центар, а кој е веќе има позитивна пракса во европските држави, ќе успееме и ние како напредна општина да го оствариме. Ево само еден краток мој осврт, до толку повеќе што ова е нешто ново за нашата средина и за нашата општина. Така да се надевам дека за ова ќе добиеме поддршка и ќе докажеме дека и реалниот сектор ќе ги најде своите интереси во овој иновативен центар и ќе успее да овие центри да придонесат за нивно развивање понатамошно и за нивен просперитет. Ево ви благодарам. Благодарам, гранчалниче. Дали некој друг ба разбор? Доколку никој не ба разбор, го заклучувам претресот и предлог одлуката со предлогот од комисијата ставам на гласне. Кој е за, кој е против, дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласне, констатирам дека Советот со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан, донесе одлука за давање согласност за вклучување на општина Струмица во основа на бизнис инновација центар во Струмица. Согласно заклучокот за спојување на расправата, преминување на заедничка расправа по точките од реден број 6 до реден број 11, односно по предлог одлуките за утврдување приоритетни проекти за подобрување на квалитетот на животот во руралните
средини и предлог одлуките за даване согласност за намена на инвестициите за реализация на проектите. Предлог одлуките бяха на дневен ред на седмица на Комисията за финанси, бюджет и локален икономически развой. Го повиквам председател на комисията да поднесе извеща и да даде предлог до съвета. Повелите. Благодарен председателя. Почитувани Комисията за финанси и бюджет и локален икономически развой на седмицата, удържана на ден 21.08.2018 година, ги разгледа точките от реден брой 6 до реден брой 11, относно предлог одлуките за утвърдуване приоритет и даване съгласност за намена на инвестиции за подобруване на квалитет на живот в рурални средини. По разгледуване на горе наведените точки, въз основа на отделно спроведено гласание, комисията донесе отделни заключици, со кои на советот му предлага. Първо, да донесе одлука за утвърдуване на приоритетен проект за подобруване на квалитетот на животот во рурални средини, фекален канализационен систем во населено место Велјус. Второ, да донесе одлука за даване на согласност за намена на инвестицијата за реализација на фекален канализационен систем во населено место Велјус. Трето, да донесе одлука за утвърдување на приоритетен проект за подобрување на квалитетот на животот во руралните средини, до уредување и реконструкција на пристапна пешачка патека до Габровски водопади. Четврто, да донесе одлука за давање на согласност за намената на инвестицијата за реализација на проект до уредување реконструкција на пристапна пешачка патека до Габровски водопади. Пето, да донесе одлука за утвърдување на приоритетен проект за подобрување на квалитетот на живот во руралните средини за изведба на улици со шеталиште во населено место Градско Балдовци. И шесто, да донесе одлука за давање на согласност за намената на инвестицијата за изведба на улици со шеталиште во населено место Градско Балдовци. Благодарам. Благодарам. Отварям претрес по предлог одлуките и предлозите от комисията. Дали некој ба разбор? Доколку никој не ба разбор, го заклучувам претресот и предлог одлуката со предлозите од комисијата поединечно ги ставам на гласне. Първо на гласне ставам точка 6, односно предлог одлуката за утвърдување на приоритетен проект за подобрување на квалитетот на живот во руралните средини, фекален канализационен систем во населено место Велјуса. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спределеното глас констатирам дека советот со 12 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан, донесе одлука за утвърдување на приоритетен проект за подобрување на квалитетот на животот во рурални средини, фекален канализационен систем во населено место Велјуса. Второ, на гласне ставам точка 7, односно предлог одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата за реализација на фекален канализационен систем во населено место Велјуса. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спределеното гласење констатирам дека советот со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан, донесе одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за реализација на фекален канализационен систем во населено место Велјус. Трето, на глас там точка 8, односно предлог одлуката за утвърдување на приоритетен проект за подобрување на квалитетот на живот во руралните средини, до уредување и реконструкција на пристапна пешачка патека до Габровски водопади. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спределеното гласење констатирам дека советот со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан, донесе одлука за утвърдување на приоритетен проект за подобрување на квалитетот на живот во рурални средини, до уредување и реконструкција на пристапна пешачка патека до Габровски водопади. Четврто, на гласен ставам точка 9, односно предлог одлуката за давање согласност за намената на инвестицијата за реализација на проект до уредување и реконструкција на пристапна пешачка патека до Габровски водопади. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спределеното глас се констатирам дека советот со
14 гласа за, без нитен против, без нитен въздържан, донесе одлука за даване съгласност за намата на инвестицията за реализация на проект до редове на реконструкция на пристъпна пешка пътека до Габровски водопътен. Пето, нагласен с там точка 10. Относно предлог одлуката за утвърдване на приоритетен проект за подобруване на квалитетът на живота в руралните средини за извода на улица Сушеталище во населено место Градско Балдовци. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържане? Разсосно разпределеното гласене констатирам дека сојот од 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздържан, донесе одлука за утвърдуване на приоритетен проект за подобрување на квалитетот на животот во рурални средини за изведба на улица со шеталиште во населено место Градско Балдовци. Шесто, нагласне с там точка 11. Односно предлог одлуката за даване согласност за намената на инвестицијата за изведба на улица со шеталиште во населено место Градско Балдовци. Кој е за? Кој е против? Дали има въздържане? Врз основа на спроведеното гласене констатирам дека сојот со 14 гласа за, без нитен против, без нитен въздържан, донесе одлука за даване согласност за намената на инвестицијата за изведба на улица со шеталиште во населено место Градско Балдовци. Преминувам на работа по 12-та точка дневен ред. Извещај за работата на јавното предприятие Паркиралиште Струмица за период 1.1.2018 до 36.2018. Извещајот беше на дневен ред на седницата на Комисията за урбанизъм, комунални дейности и защита на животната средна и природата. Го повикам председател на комисията да поднесе извещај и даде превод до своето. Повелите. Благодаря. Комисията за урбанизъм, комунални дейности и защита на животната средина и природата на седницата ще се одржи на 22 август 2018 година, го разгледа извещајот за работата на јавното предприятие Паркиралиште Струмица за период от 1.1. до 36.2018 година. По разгледување на извещајот и подадените до објаснување од директорот на јавното предприятие Паркиралиште Струмица, комисијата констатира дека извещајот ги содржи потребните податоци од кои може да се согледа работата на предпријатието во извештајниот период. По завршената расправа комисијата се произнесе по извештајот и донесе заклучок со кој на советот му предлага да даде согласност на извештајот за работата на јавното предпријатие Паркиралиште Струмица за периодот од 1.1. до 36.2018 година, усвоен од Управниот одбор со одлука број 02.491/2 од 19.7.2018 година. Ви благодаря. Благодарам. Отварам претрес по извещај и предлог од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот, извещајот го ставам на гласење. Кој е за? Кој е против? Дали има въздържане? Врз основа на спределеното гласене констатирам дека сојот со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздържан, донесе заклучок. Се дава согласност на извещајот за работа на јавното предпријатие Паркиралиште Струмица за период 1.1.2018 36.2018. Усвоен с одлука на управен одбор број 02.491/2 од 19.7.2018 година. Преминувам на работа по 13-та точка дневен ред. Извещајот за работењето на јавното предпријатие Струмица Газ Струмица за првото полугодие од 1 до 6 месец 2018 година. Извещајот беше на дневен ред на седницата на Комисијата за урбанизъм, комунални дейности и защита на животната средна и природа. Го повикам председател на комисијата да поднесе извещај и даде предлог до советот. Повелите. Благодарам, председателя. Комисията за урбанизъм, комунални дейности, защита на животната средина и природата на седницата ще се одржи на 22 август 2018 година, го разгледа извещајот за работењето на ЈПЕД Струмица Газ Струмица за първото полугодие от 1 до 6 месец 2018 година. Комисията констатира дека извещајот ги содржи основните податоци и показатели за работењето на предпријатието, како и финансиските показатели за извештајниот период. По завршената расправа и подадените до објаснување од директорот на ЈПЕД Струмица Газ Струмица, комисијата се произнесе по извещајот и донесе заклучок со кој на советот му предлага да даде согласност на извещајот за работењето на јавното предпријатие за енергетски дейности Струмица Газ Струмица за првото полугодие од 1 до 6 месец 2018 година, усвоен од управниот одбор на предпријатието со одлука број
298/3 от 12.07.2018 година. Ви благодаря. Благодаря. Отварям претрес по извещането и предлога от комисията. Дали някой ба разбор? Доколко никой не ба разбор, го заключвам претресът и извещането с предлога от комисията го ставам на гласник. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържане? Присъствено на спределеното гласник, констатирам дека соят со 13 гласа за, бесните против, бесните въздържан. Донесе заключок. Се дава съгласност на извещането за работението на явното предприятие Струмица газ. Струмица за първото полугодие от 1 до 6 месец 2018 година, освен с одлука на управителният одбор от брой 02/298/3 от 12.07.2018 година. Преминуваме на работа по 14-та точка от дневния ред. Предлог одлука за утвърдене потреба от денсуване на урбанистико-планска документация за усъгласуване на намената на градено землище на КП 3446, КП 3447 и КП 3448 као Куклиш вон град. Предлог одлуката беше на дневен ред на седмица на Комисията за урбанизъм, комунални дейности и защита на живата средна природа. Го повикал председател на комисията да поднесе извещение и даде предлог до совета. Повелите. Благодаря. Комисията за урбанизъм, комунални дейности, защита на животната средина и природата на седмицата ще се одржа на 22 август 2018 година и разгледувајќи точка 14 от дневниот ред, констатира дека со оваа предлог одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправно изграден објект стамбена куќа, која се наоѓа на КП број 3446, КП број 3447 и КП број 3448 во Као Куклиш, во зона со намена терцијални дејности и мало стопанство. Произнесувајќи се по предлог одлуката, комисијата донесе заклучок со кој на советот му предлага да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП број 3446, КП број 3447 и КП број 3448 во Као Куклиш. Ви благодаря. Благодаря. Отварям претрес по предлог одлуката и предлог от комисията. Дали някой ба разбор? Доколко никой не ба разбор, го заключвам претресот и предлог одлуката со предлог от комисията ставам на гласник. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържане? Врз основа на спределеното гласник, констатирам дека советот со 13 гласа за, без ниден против, без ниден въздържан, донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градено земјиште на КП 3446, КП 3447 и КП 3448 као Куклиш. Согласно заклучок за спојување на расправата, преминување на заедничка расправа по точки со реден број 15, 16, 17, односно по предлог одлуката за донесување на програма изградба на спортска сала и затворен базен во Основно општинско училиште Никола Вапцар Струмица и предлог одлуката за донесување на програми изградба на спортски сали во општинско основно училиште Сандо Масев Струмица и основно општинско училиште Маршал Тито Муртино. Предлог одлуките беа на дневен ред на седница на Комисията за урбанизъм, комунални дейности и защита на живата средна и природата. Го повикам председател на комисията да поднесе извещение и даде предлог за совет. Повелите. Благодаря. Комисията за урбанизъм, комунални дейности и защита на животната средина и природата на седницата ще се одржа на 22 август 2018 година ги разгледа точките со реден број 15, 16 и 17, односно предлог одлуката за донесување на програма за изградба на спортска сала и затворен базен во основното општинско училиште Никола Вапцаров во Струмица и предлог одлуките за донесување на програми за изградба на спортски сали во основното општинско училиште Сандо Масев во Струмица и основното општинско училиште Маршал Тито во село Муртино. Комисията констатира дека изградбата на спортските сали е предвидена да се реализира преку Министерството за образование и наука, а затворениот базен преку Агенцијата за млади и спорт. Предложените одлуки се дел од потребната документација за издавање на одобрение за градење согласно член 19 од правилникот за формата и содржината на барањето и потребната документација за изведување на градбите, Службен вестник на Република Македонија, број 55 од 2018 година.
По завршената расправа, комисията донесе одделни заклучоци со кои на советот му предлага: под 1. Да донесе одлука за донесување на програма за изградба на спортска сала и затворен базен во основното општинско училиште Никола Вапцаров во Струмица. Под 2. Да донесе одлука за донесување на програма за изградба на спортска сала во основното општинско училиште Сандо Масив во Струмица. И под 3. Да донесе одлука за донесување на програма за изградба на спортска сала во основното општинско училиште Маршал Тито во село Муртино. Ви благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог одлуките и предлози од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог одлуките со предлозите од комисијата поединечно ги ставам на гласни. Прво, на глас ставам точка 15, однос предлог одлуката за донесување на програма за изградба на спортска сала и затворен базен во основното општинско училиште Никола Вапцаров Струмица. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спреденото гласење констатирам дека советот со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за донесување на програма за изградба на спортска сала и затворен базен во основното општинско училиште Никола Вапцаров Струмица. Второ, на глас ставам точка 16, односно предлог одлуката за донесување на програмата за изградба на спортска сала во основното општинско училиште Сандо Масив Струмица. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спреденото гласење констатирам дека советот со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за донесување на програма за изградба на спортска сала во основното општинско училиште Сандо Масив Струмица. Трето, на глас ставам точка 17, односно предлог одлука за донесување на програма за изградба на спортска сала во основното општинско училиште Маршал Тито Муртино. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спреденото глас констатирам дека советот со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за донесување на програмата за изградба на спортска сала во основното општинско училиште Маршал Тито Муртино. Преминувам на работа по 18-та точка од дневен ред. Предлог одлука за прифаќање на донација за изградба и поставување на летниковец. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и да даде предлог до советот. Поверите. Благодарам, председателя. Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој на седницата одржана на ден 21.8.2018 година ја разгледа предлог одлуката за прифаќање на донација за изградба и поставување на летниковец од давател од пивара Скопје кој ќе биде лоциран во градскиот парк Струница. По разгледување на горе наведената точка, комисијата донесе заклучок со кој на советот му предлага да донесе одлука за прифаќање на донација за изградба и поставување на летниковец. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог одлуката и предлог од комисија. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог одлуката со предлог од комисијата ставам на гласни. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спреденото гласење констатирам дека советот со 13 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за прифаќање на донација за изградба и поставување на летниковец. Преминувам на работа по 19-та точка дневен ред. Предлог програми за измена на програма за изработка на урбанистички планови на подрачје на општина Струмица за 2018 година. Предлог програмата беше на дневен ред на седницата на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средна и природа. Го повикам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до советот. Поверите. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата на седницата, што се одржа на 22 август 2018 година, ја разгледа предлог програмата за измени на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2018 година. Комисијата констатира дека со оваа програма во програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2018 година, службен гласник на општина Струмица број 23/17, 2/18 и 9/18, се врши следната измена. Во глава 2 детални урбанистички планови во градот, цртички самофинансирање, во табелата под реден број 47, наместо
Урбан блок 32, урбана единица 3 по генералният урбанистически план трябва да стои Урбан блок 33, урбана единица 4 по генералният урбанистически план. Произнесувайки се по предлога, от комисията донесе заклучок, со кој на својот му предлага да ја донесе предложената програма за измена на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачје на општина Струмица за 2018 година во предложениот текст. Ви благодаря. Благодарам. Отварам претрес по предлог програмата и предлог от комисията. Дали некој бара збор? Доколку некој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог програмата со предлог от комисията ја ставам на гласне. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спределеното гласне, констатирам дека советот со 13 гласа за, без нито еден против, без нито еден воздржан, донесе програма за измена на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачје на општина Струмица за 2018 година. Со тоа констатирам дека се исцрпни точки на дневен ред и во 12:30 ја заклучувам 13-та седница на Советот на општина Струмица.